помалите етнички заедници имаат чувство дека Македонија во пракса е бинационална држава. Тоа си има повеќе проблеми зашто е така. Едниот од проблемите е затоа што помалите етнички заедници не можат да изберат свој представник, туку секогаш поголемите партии, најчесто од македонскиот блок, ако веќе така ги делиме, секогаш одбираат некаков свој привезок, кој е повеќе слуга на поголемата владеачка македонска партија, отколку на некој кој ги представува помалите етнички заедници. Околу контекстот, ја имам чувство дека после 25 години зборување за колективни права во Македонија, иако уште не се затворени, имам чувство дека никој не е среќен, посебно ако се има предвид националистичката реторика која режимот преку режимските медиуми цело време ја вметнува во јавноста, и имам чувство дека македонската јавност не е среќна затоа што треба да дели државата со останатите. Албанците не се среќни затоа што и после 13 години од рамковниот договор не се остварени нивните права. Останатите помалите етнички заедници не се среќни затоа што се граѓани од трети, четврти и пети ред и се маргинализирани, и тоа незадоволство може да се осети во воздухот. На тоа ако додадеме дека луѓето не се среќни и поради тоа што им се кршат индивидуалните права, затоа што институциите се нели заробени, постои потенцијал да се создаваат меѓуетнички, меѓурелигиски тензии, и тоа власта се обидува да го прави преку продуцирањето на национализмот. Сакам да напоменам дека Македонија е мултиетничка држава, како таква е создадена, и секој обид да тоа се нарушува е всушност удар на темелите на државата. Сега зашто власта продуцира национализам? Посебно во овие 10 години машинеријата на ВМРО ДПМН има потреба да дефокусира од проблемите. Загадениот воздух, најмалите плати, најмалите плати во Европа, најлошите работнички права исто во Европа, иселувањето, лошото јавно здравство, лошото образование, и сега затоа што нема решенија и нема поквалитетен живот, нели ќе им даеме на луѓето национализам и омраза за да можат да дефокусираат од реалните проблеми. Вториот проблем е градењето, втората потреба за национализам е градењето на зидови. Кога имате зидови помеѓу етничките групи, тогаш е полесно да ги манипулирате, и тогаш секоја политичка елита кај своите полесно ги оградува и полесно ги контролира, и полесно доаѓа до соработка помеѓу етничките групи, иако во последните години граѓанските иницијативи го рушат тој зид. Од Мартин Нешковски преку Аман и се навака, гледаме веќе заедничка борба и за човекови и за нели подостоинствен живот. И третата потреба е режимот има потреба да представи и внатрешен и надворешен непријател. Национализмот се продуцира, надворешниот непријател се грците, западниот свет, внатрешниот непријател се албанците, и тој национализам им помага повторно во дефокусирање на проблемите. Би сакал само да укажам уште на еден момент, со оглед дека ова режимот го користи со години и веќе почнува да не дава резултати, посебно после случувањето во Куманово, каде видовме дека и граѓаните македонци, граѓаните албанци не наседна на таквиот случај. Во последно време може да се забележи дека таквиот проект се надградува од страна на режимот со поттикнување на меѓуверска нетолеранција.